барем по оваа точка, директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство како регулаторно тело дека ќе земе збор и ќе образложи врз основа на кои критериуми во координација со владата на Република Македонија договорил или ја напишал оваа одлука и преку управниот одбор на ова регулаторно тело ја предлага до собранието дека 10 милиони и 800 денари на годишно ниво Агенцијата за цивилно воздухопловство, односно регулаторот, ќе добие како приход од концесискиот надоместок на што ТАВ го плаќа на Република Македонија. Во неколку наврати сите изминати години се обидувам во ова собрание да инициирам дебата за заштита на интересите на Република Македонија, бидејќи упорно со години концесискиот договор кој што ТАВ го има подпишано со Министерството за транспорт и врски се чува како воена тајна и никој во Република Македонија не објаснува од кои причини има овој странски инвеститор ваков третман и зошто суштинските одредби од овој концесиски договор не се достапни и не се на увид на јавноста. Иако владеачкото мнозинство и владата вешто се обидува, водејќи се од фактот дека оваа чувствителна материја многу мал круг на луѓе или мал круг на експерти ја третираат во Република Македонија и на таков начин ќе биде заскриена на јавноста, јас ја користам оваа прилика одговорно да тврдам уште еднаш дека фактот што овој концесиски договор се крие, земајќи ги во предвид и последните економски податоци кои што излегуваат од ТАВ, тврдам дека еден од најголемите скандали на ова владење на ВМРО-ДПМН ќе биде токму овој концесиски договор со ТАВ за концесија на двата аеродроми во Република Македонија. И видете го сега абсурдот и се надевам дека после комисиската расправа која што исто така ја водевме на истава тема, излегувањето на нови податоци дополнително ќе ги заинтригираат пратејците на ВМРО-ДПМН барем малку да се вклучат во оваа дебата. Значи, ТАВ, благодарение на зголемениот број на воздушни операции и бројот на патници кои што слетале на Охридскиот и Скопскиот аеродром, ќе плати помалку 2 милиони евра за концесија за 2013 година и концесијата која што ќе ја плати на државата изнесува 725.000 евра или помалку 73% споредено со лани. Јас ја разбирам економската логика, впрочем за тоа и беа дадени аеродромите под концесија, бидејќи основна примарна цел, предпоставувам, на оваа влада е да се зголеми бројот на патници во Република Македонија и со тоа се зголемат приходите во буџетот. Но во исто време да дадете 5,2 милиони евра за субвенционирање на нискотарифни авиопревозници од буџетот на Република Македонија, од парите, од джебовите на граѓаните и со нив да инвестирате ефтини летови, со тоа да се зголемат бројот на патниците, а при тоа концесионерот заради тие субвенции и зголемен обем на патници да плати 2 милиони евра помалку концесија, може ли некој да ми каже која прави во оваа држава или која промовира ваквата економска логика? Да дадете 5,2 милиони евра за субвенционирање на нискобуџетски авиопревозници, да му овозможите на ТАВ заради тоа да плати 2 милиона евра помалку концесија, да го ослободите од еден куп поврски и самиот да признае дека наместо 220 милиони евра инвестиција, досегашните проценки негови, дека досега инвестирал во Република Македонија 120 милиони евра на двата аеродрома. Колку привилегии треба да му се даде на ТАВ, за да тој остане во Република Македонија? Јас тврдам дека инвестициите кои што досега ги направи ТАВ не се повеќе од 80 милиони евра. Оваа влада му даде дополнителни олеснувања, наместо да плаќа 3 евра по патник, така наречен security charge или такса за безбедност, од тие е ослободен, направен е анекс
на концесискиот договор, штетата на 20 години од оваквиот погрешен анекс или ваквата привилегија за ТАФ е околу 50-60 милиони евра со овакво зголемување на бројот на патници. И на крајот, кога ќе видите дека не е изграден аеродромот Карго во Штип, кој што и не може да се изгради, и беше непотребен услов во тендерот за концесија, јасно е дека оваа инвестиција ќе остане скромни 70-80 милиони евра. И сега кога ќе се вратите наназад и кога ќе видите дека оваа влада потроши половина милиарда евра на камен, бронза, скапи огради, жални врби и што или уште не во барокно лудило, ние можевме како држава самите да ги модернизираме двата аеродрома и не ни беше потребен ниту ТАФ, ниту било каков друг концесионер со вакви привилегии. И затоа не можете да молчите или да премолчувате зошто концесискиот договор упорно се крие и зошто ТАФ секогаш или секоја година дополнително се привилегира, бидејќи очигледно проценките кои што ги прави самата компанија покажува дека нема економски интерес да остварува профит согласно нивниот бизнис план. И токму од тие причини мора да објасните на јавноста зошто од концесискиот надоместок агенцијата или регулаторното тело ќе земе 10 милиони 800 денари, врз основа на која формула тие се пресметани, бидејќи на комисијата како директор тврдевте дека немате поим каде е договорот, во која форма е подпишан, а имате обврска како регулаторно тело да ги следите и да вршите надзор на сите состојби во воздухопловството. Зошто ова го говорам? Со измените на Закон за воздухопловство, освен што дополнителни критериуми се утврдува за директорската позиција, и се предвиде од буџетот на Република Македонија дополнителни средства да се префрлуваат за плати на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Не знам колку плата вие примате како директор, но предпоставувам дека е дупло поголемо од било кој пратеник овде во ова собрание. Ако земеме во предвид дека согласно ревизорските извештаи имавте обврска да ги коригирате платите во ова регулаторно тело, каде што впрочем работи и сопругата на актуелниот председател Ѓорги Иванов, која што исто така била привилегирана и незината плата не била скратена, како што не била скратена ни вашата, имате обврска на јавноста да ја објасните зошто сте неми, зошто молчите и зошто не објаснувате какви све привилегии има ТАФ добиено за да остане во Република Македонија. Дополнително на комисијата ви отворив уште едно прашање, уште еден скандал, за кој што директно инволвиран поранешниот директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, кој што случајно е генерален менаџер на ТАФ Македонија, сега господин Зоран Крстевски. Имате обврска како регулаторно тело на јавноста да ги дадете објаснувањата за овие состојби во воздухопловството. Бидејќи законот кој што го донесе претходната и го предложи претходната влада на СДСМ, каде што се овозможи концесионирање на аеродромите, не беше со вакви намери. Тоа што мислите дека ќе ги одмолчите овие 10 минути и парламентарното мнозинство ќе ги изгласа ваквите одлуки, нема да го сокрие фактот дека некој, некогаш, кога и да е, ќе ги преиспитува политиките кои што оваа влада ги води во воздухопловството и ќе цени дали тие биле во интерес или спротивно на интересите на граѓаните и на оваа држава. Благодарам.